Црвен аларм за загадувањето на воздухот во Гостивар. Изминатите денови гостиварци дишат смог. Мерната станица покажува високи вредности на штетни PM10 честички, а ништо подобар не е ниту индексот на квалитет на воздухот. Загаденоста особено се зголемува во текот на попладневните и вечерните часови, но има денови кога воопшто не се спушта, па така Гостивар неретко е меѓу 5 најзагадени градови во Македонија. Според податоците од Министерството за животна средина, во јануари дури 15 дена имало надминување на среднодневната вредност на PM10 честички. Податокот е алармантен со оглед на тоа што дозволената граница е 35 дена за цела година. Загадениот воздух е сериозен ризик за здравието на луѓето, особено оние кои имаат проблеми со дишните патишта, потоа за децата и за постарите лица. Денеска, спрема истражувањата, денеска постои едно уверување дека во организмот нема дел или нема орган кој не е засегнат од честичките, штетните честички кои се јавуваат во процесите на аерозагадувањето. Превосходно, рековме, респираторните органи се изложени, пошто тие се директно изложени на штетното дејство на овие честички и доаѓа до пореметување на тхивото на респираторните органи и до пореметување на трансформацијата на јаглен диоксидот во кислородот, со тоа што доаѓа до едно намалување на кислород во органите, во ткивата во организмот. Освен респираторните, се појавуваат кардиоваскуларни, многу важни кардиоваскуларни заболувања, пошто знаеме дека хипоксијата е едно од најважните фактори за пореметување, за миокарден инфаркт и за кардиоваскуларни заболувања. Према некои пресметки се верува дека негде околу 25% од миокардниот инфаркт е поврзан со факторите на аерозагадувањето. Периодов воздухот е екстремно загаден речиси во сите поголеми градови во земјава. Од таа причина властите го одложија почетокот на второто полугодие, а 2 дена важеа препораки за ослободување од работни обврски на бремените жени, постарите од 60 години, лицата со хронична астма, прележан инфаркт или мозочен удар. Локалната самоуправа на Гостивар засега нема донесено никакви дополнителни мерки против аерозагадувањето. Од утре почнува второто полугодие од учебната 2018-2019 година за сите ученици од јавните и приватните основни и средни училишта во сите општини во Република Македонија. Како што соопшти денеска Министерството за образование и наука, одлуката за почеток на второто полугодие е според препораките на интерсекторската работна група за следење на состојбата со квалитетот на воздухот. Владата ги прекина мерките и препораките поради енормното аерозагадување, откако по 2 последователни дена среднодневните концентрации на PM10 честичките Среднодневните концентрации на PM10 се под дефинираниот праг на алармирање. На мерните места Центар Карпош и ректорат во Скопје, Битола на мерните места Битола 1 и Битола 2, Гостивар и Тетова. Почнувајќи од утре, 23 јануари, се укинуваат мерките и препораките кои вклучуваат ослободување од работа на бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма и други хронични респираторни болести, прележан миокарден инфаркт, мозочен удар и други кардиоваскуларни или онколошки болести, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар, потоа намалување до 50% на употребата на службените возила. Исто така се укинува препораката за ограничување на работите на градежните објекти. Со одлуката на владата се укинува и препораката да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено, како и обезбедување прифатилишта за бездомници.
Тетовскиот зелен пазар полупразен. Поради студот земјоделците трговците привремено ги затворија тезгите. Некои пак велат дека не им се исплаќа во овој период од годината да работат. Кога нема муштери, продуктите мора да ги вратат дома или пак да им останат на тезгите да скапат или смрзнат. Пазарџиите велат дека новиот закон кој предвидува лиценци за нив ќе ги докречи финансиски и ќе мора да се откажат од оваа дејност. Никакво е празна пазарот, паркинг нема, тоа нема ништо и народ нема и тоа. Трување и тоа превише. Треба да платиш 60 евра, после 40, не знам и дали е тие, а нема, видиш, ево видиш. Да видиш како е. Како не можеш да излазиш леп, а да плаќаш накнадно да плаќаш. Ќе затвориме, ќе идеме дома. Се збори за компир, за патлиџан, за тоа не треба лиценца. Плача и да не може да работат пензионери. Не слажеме се. Зошто? Па, кога би било добра пензија или добра работа, онда би могло. Овако ништо нема, ни пензија нема добро, ни овако нема добро. Истакна пазарџиите. Инаку од собраниска говорница денеска беше соопштено дека законот за зелени пазари е одложен за една година. Со предложените измени го пролонгираме рокот за примена на одредбите за една година, односно до 1 јануари 2020 година. Законот е предложен по скратена постапка со цел измените да бидат што е можно побрзо усвоени од страна на собранието. Се надевам дека прва наредна седница е таа на 28 и дека во тој период ќе ја завршиме таа работа. Верувам дека оставаме и доволен период до 1 јануари 2020 година за сите заедно да дојдеме до едно заемно реално одржливо решение кој ќе биде во интерес на сите засегнати страни во случајот. Поради новиот закон, двата скопски пазари деновиве протестираа радикален чекор кој го ставија во мирување. Голем дел од општините од Полошкиот регион не ги реализираат планираните јавни набавки, покажува последното истражување на Институтот за стратешки истражувања и едукација од Скопје, колку за пример општина Брвеница реализирала 20% од планот за јавни набавки за 2017 година. Најголемата општина пак во Полог Тетово за истата година реализирала 35%. Истражувањето констатира дека сите полошки општини не се транспарентни пред јавноста околу јавните набавки, односно не ги објавуваат на нивните интернет страници. Од општините велат дека поради политичката криза голем дел од јавните набавки не успеале да ги реализираат. Од општина Брвеница не истакнаа дека аплицирале до државните институции за голем број проекти, но најверојатно поради изборните години и влошената политичка состојба не ги добиле потребните пари за реализација. Неотчетноста ја оправдаа со нефункционирањето на интернет страницата поради финансиски причини. Универзитетскиот професор Хасан Јашари вели дека нетранспарентноста, но и нереализираните јавни набавки е појава карактеристична за неразвиените општества каде има висок процент на корупција. Сепак истражувањето треба да покажат кои се точните причини за ваквата состојба. Во секој случај според него, оваа појава може да се намали со поголема контрола и надзор врз општините. Може да се направи само со правни норми и со инспекцијски надзор и на некој начин со пресинг од државните органи. Инаку ова ќе не води во една состојба во која што општините ќе опстојуваат само заради плата на нивните вработени. Истражувањето покажало исто така дека голем број набавки има со една понуда. Она што недостасува во скоро сите општини, како што стои во истражувањето, е непостоење на методологија за пресметка на проценетата вредност на јавната набавка, како и отсуство на изработка на посебно образложение за потребите на секоја набавка. ИДУИ го поддржуваат предлог законот за игри на среќа предложен од движењето Антикоцкање. Денеска лидерот на ДУИ Али Ахмети во седиштето на партијата оствари средба со движењето. Ахмети порача дека предлог законот е добар, истиот ќе го поддржат неговите сопартијци во собранието. Коцкањето е лошо за нашето општество, затоа ние го поддржуваме предлог законот за игри на среќа, предложен од движењето Антикоцкање. Како што за ова движење беа отворени вратите од сите институции, така и ДУИ отворена за нив, ние оваа војна ќе ја водиме заедно, затоа што семејството е најважно. Апелираме до сите оние кои профитираат од казиното и обложувалниците да се држат понастрана од училиштата и институциите, односно да не ги отвораат објектите кои приредуваат игри на среќа до нив. Јас и сите од ДУИ ќе го поддржиме движењето Антикоцкање и
ќе се донесе закон кој ќе биде добар за сите, рече Ахмети. Од движењето антикоцкање искажа задоволство до стварената средба со Ахмети. И голема благодарност до него. Разговаравме околу сите прашања. Разговаравме околу проблемот нормално за казина, спортски облажувалници и сите други игри на среќа. Ги дадовме нашите барања, тие се согласија со нашите барања. Истакна Джемал Абди од движењето антикоцкање. Предходно движењето антикоцкање оствари средба со БЕС Алијансата за албанците, кој го поддржа нивниот предлог закон, казината и облажувалниците да бидат оддалечени најмалку 3 километри од населените места. До петокот движењето очекува да остварат средби со лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Тетовската полиција информира за приведување на неколку лица поради поседување дрога. Ноќеска половина час по полноќ полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, лишиле од слобода 31-годишник од гостиварското село Здуње, кај кого пронајдене кокаин. По приведувањето задржан е за целосно расчистување на случајот. Вчера околу 16 часот и 50 минути на улица Киро Ристовски Дрнц во Тетово пак, лишен од слобода е 45 годишен тетовец, кај кого при преглед пронајден и одземен му е хероин. Против тетовецот по целосното расчистување на случајот ќе следува соодветен поднесок. На улица Гоце Делчев во Гостивар, вчера вечер околу 19 часот, лишени од слобода се двајца гостиварци на возраст од 22 и 39 години, поради сомнение дека се инволвирани во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Кај нив била пронајдена фотодокументирана и одземена марихуана и ќе се соочат со соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Советот на општина Гостивар на 24 јануари во четврток ќе одржи 11-тата седница. Дневниот ред има 20 на точки кои главно се однесуваат на работата на јавните претпријатија и урбанизмот. Советниците ќе го разгледуваат и годишниот план за вработување на општината за 2019 година, според кој во текот на оваа година се предвидени 29 нови вработувања. На седницата ќе се дискутира за финансискиот извештај на јавното претпријатие Градски паркинг и Зеленило Гостивар за периодот јули-август-септември 2018 година, како и за одлуката на управниот одбор на претпријатието за измена и дополнување на ценовникот за паркирање. Во врска со ЈП Комуналец на дневен ред се ставени годишната програма за јавна чистота на јавни површини и отворени простори на јавни објекти и програмата за работа на Комуналец за 2019 година. Советниците ќе се занимаваат и со програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на локални патишта на подрачјето на општина Гостивар и ќе ја одредат листата на приоритетни проекти за уредување и изградба на локални улици и патишта. Точките од урбанизмот се однесуваат на легализација на дивоградби, односно нивно вклопување во урбанистичката планска документација. Глобалната несигурност, вклучувајќи го и популизмот и економскиот намален раст, фрлаат сенка на годинешниот светски економски форум во Давос, Швајцарија. Отсуството на западните лидери оваа година се нов предизвик за процесот на глобализација и дополнителен поттик на популизмот, оценуваат експертите. Снежниот Давос изгледа ладно и тивко, за разлика од минатите години кога го надлетуваа хеликоптери, а обезбедувањето беше на највисоко ниво. Светските лидери ги нема. Американската делегација го откаже учеството во Давос поради проблемите со неусвоениот буџет. Британската премиерка Тереза Меј го прескокна Давос поради Брекзитот, а францускиот премиер Макрон поради внатрешната ситуација во земјата. A lot of those challenges that Western leaders face are to do with domestic politics. They're to do with the clash between globalization and the backlash of nationalism. Грижите околу намалувањето на растот на глобалната економија се на врвот на агендата на годинешниот форум во Давос, на кој се присутни околу 3000 учесници кои ќе дебатираат на околу 400 семинари.
Клаус Шваб, основачот на форумот, изјави дека очекува од и на собирот ќе има повеќе дискусии за глобалното управување. When President Xi Jinping was in Davos 2 years ago, he emphasized the need to keep our global systems, our global markets open. And he emphasized the importance of multilateralism, which means globalization. Но денес, додава Шваб, имаме потреба од две работи. Глобализацијата да биде поинклузивна и да обрнеме поголемо внимание на четвртата индустријска револуција, на новите технологии кои ни нудат уникатни можности за иднината. На агендата на форумот се и дигитализацијата, вештачката интелигенција, како и климатските промени. Инаку вчера, пред почетокот на Светскиот економски форум во Давос, Меѓународниот монетарен фонд ја ревидира прогнозата за економскиот раст во светот за 0,2% за оваа и за 0,1% за наредната година. Времето денес беше облачно со повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините од снег. Температурите се движеа во интервал од -4 до 2 степени Целзиусови. Утре не очекува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повисоките места и на планините од снег. Повеќе врнежи ќе има попладне и во текот на ноќта кон четврток. Ќе дува умерен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од -2 до 2 степени Целзиусови.